Свеченостите по повод 73 години од ослободувањето на Кавадарци беа заокружени со свечена седница на Советот на општина Кавадарци, на која председаваше председателката Горица Пеливанова Вилхелм. Градоначалникот Александар Панов во краткото обраќање ги нотира дел од позначајните постигнувања во изминатиот период, а во оваа прилика тој потсети на историските постигнувања на македонскиот народ преку извојување на слободата 1944 и осамостојувањето на Македонија на 8 септември 1991 година. Највисоката општинска награда со одлука на Советот ова година им беше врачена на Велка Гавровска Лукич, Катерина Танева и Петко Војков, истакнати поединци кои не се штедеа себе си да го афирмираат Кавадарци во земјата и странство. Нивното обраќање до присутните во салата на Домот на културата беше полно со искрени емоции. Во културниот дел од програмата настапија професори и ученици од Основното музичко-балетско училиште Лазумице Фрале. Во оваа прилика сакам посебно да им се заблагодарам на борците со кои што утринава положивме цвеќе пред празникот на ослободителите, односно на бранителите во центарот на градот. И да спомнам, односно да повторам, бидејќи ако повторувањето е мајка на учењето, тогаш заборавот не носи кон едно нужно зло. Тие луѓе, од кои што за среќа се уште има некои живи, се сведоци на тоа дека Република Македонија заедно со сите народи од некогашна Југославија зема активно учество во ослободувањето не само на Кавадарци, туку и на цела Република Македонија, па и на некогашната заедничка држава СФР Југославија. Таа слобода која што ние денес ја уживаме ја платија со најскапоценото, а тоа е со својата младост, со своите животи, си ги оставија младите жени дома и малите деца. Некои од нив не беа ни женети, не ги почувствуваа сите убавени на љубовта, убавени на училиштето, на школото, на младешкиот живот, а отидоа да се борат за нас, за ние денес да уживаме во планините, да се спротистават на светското зло фашизм. После нив следеше една нова генерација, делумно сочината од нив, генерација кој што ги направи сите контури на градот Кавадарци и она што ние денес го уживаме како инфраструктура. Се обидуваме секоја година да го надополнеме, надоградеме, проширеме и да создадеме што е можно подобри услови за работа и живот во општина Кавадарци. Во тој смисол и во смисол на градењето, бидејќи повеќе борба не постои, а и не дај Боже да постои понатаму, денес или пред неколку дена Советот донесе одлука да неколку наши сограѓани во тој контекст добијат највисоко општинско признание, тоа е 7-септемвриската награда. И еве, на сите тројца, Кате не те видов кога дојде, ви честитам од моје лично име, на сестра Велка, на Кате и на Перо, луѓе кои што лично ги познавам и за кои што тврдам дека навистина ја заслужија оваа награда. Ви честитам не само од моје име, туку и име на целиот град кој што го представува. Ова престижна награда ми направи една трема, значи ова сум примила многу награди и не можеш себе да се препознаам, затоа што оваа награда 7 септември на овој голем ден, на денот на ослободувањето на Кавадарци, е престижна за мене и многу драга. И од срце ви заблагодарувам. Мојата работа е почната во Кавадарци, како волонтер во патронажната служба, и тоа ми даде повод за уште повише да ја развивам со години. Со години да се развива таа служба и во 2000 година да го одберам и градот Кавадарци да биде како центар за едукација на сестрите. Со моето заминување во Скопје, јас видов дека сум карика меѓу моите драги кавадарчени и нивните потреби. Мислам дека тој код ми го дадоа моите родители да помагам секогаш на луѓето кога имаат потреба. Јас работев во повеќе фирми, меѓутоа добивајќи оваа награда, кога влегувате во самиот овој простор, целата оваа сценографија ме натера да размислам на повеќе ствари. Тоа делува на психиката на човекот едноставно. Кога ги видев сите овие работи, тогаш станав свесен каква е својата улога во овој момент и станав свесен за се оно што помина пред тоа. Морам да ви кажам една работа само.
Цело ова признание што јас го добивам, луѓето обично ние ги врзуваме за името на добитникот, ги врзуваме работите за кои што тие ги завршиле или делата што ги оставиле. Ако еден писател напише еден роман или некоја песна, тој е авторот на тоа. Ако еден уметник направи некоја слика или некоја скулптура, тој е исто авторот на тоа. Меѓутоа, таквиот принцип не може ни случајно да се примени во организацијата, во изготвувањето на таа документација. Изготвувањето на таквата документација, тоа е едноставно резултат на еден многу поширок круг на луѓе кои што учествувале во тоа. Во урбанизацијата учествуваат, можда се како некакви координатори, самите архитекти, меѓутоа тука учествуваат градежните инженери, тука учествуваат сипари, статичари, учествуваат географичари, историчари, не знам, економисти, правници, затоа што тоа е толку комплексна материја да нема начин човек еден кој што може тоа сето да го заврши. Така, да јас лично сакам да ви кажам дека пред се сум благодарен на моите први соработници, како што беа господја Стефка Јованова и Гордана Белеска, на Оделението за комунални работи, кое што беше задолжено за организација и уредување на просторот во градот, после изготвувањето на таа урбанистичка документација, на Министерството тогашно за урбанизам и градежништво, кое што ги спроведуваше плановите, на правната служба и на самиот градоначалник, поготово во тоа време господинот докторот Нанчо Мицајле. Ако така размислиме, тоа е само луѓето кои што учествуваа при изработката на овие проекти овде во градот. Меѓутоа, таа документација можеше да оде горе по сите институции, почнувајќи од Министерството за градежништво и урбанизам во тоа време, да ги добиеме сите согласности и изготвувачите на плановите, почнувајќи од јавното предпријатие за просторно урбаничко организација на просторот во Македонија, сите институции, заводите за урбанизам во Скопје, во Охрид, во Прилеп, во Куманово, сите тие беа учесници. И оваа цела награда сега, како што јас се добивам, воопшто не ја чувствувам како лично, меѓутоа како еден представник и еден дел од сите тие луѓе кои што го изготвуваа ова. Почитувам градоначалник, почитуваме председателите, почитуваме советници, мили мои сограѓани, на сите ви благодарам од се срце. Јас имам многу награди добиене до сега, меѓутоа, возбудена сум многу. Ова е најголемата награда. Ви благодарам многу, господин. Хвала многу.